Училишна зграда со покрив кој прокиснува, стари врати и прозорци низ кои назима влегува студен воздух и така наречено полско веце кое нема ни врата. Во вакви услови ќе продолжат да учат десетина деца од основното училиште Браќа Миладиновци во Кумановско, доколку здравствените власти се одлучат за настава со физичко присуство. Ова училиште е изградено во 60-тите години и како што тврдат жителите на селото Студена Бара не е потрошен ниту денар за негова реконструкција. Децата своите училишни денови од секогаш ги поминувале во вакви субстандардни услови, а немаат пристап ниту до нормален тоалет. Па така можностите за одржување хигиена се сведени на минимум. Подрачното училиште Браќа Миладиновци е во ужасна состојба и не постојат никакви услови за децата нормално да ја следат наставата, реагираат жителите на селото. Се плашат како учениците повторно ќе се вратат во школо, кога се уште трае борбата со коронавирусот, а најмалите нема ниту каде да ги измијат рацете. Единствените тоалети се надвор на 100 метри од зградата, а нивната моментална состојба може да биде најголем извор на зараза. Поголемиот дел од дворот на школото и подрумите се буквално претворени во депонија. Прво вода немаат. Вецето таму ќе го видите какво е, нема врата, нема ништо, тоа е распаднано, не личи ни на полско веце. Услови се катастрофални, никакви услови фактички нема за учење на деца овдека, за образование на деца. А сега со ова коронавирус, како ќе биде, во една училница сите ќе бидат. Не е нормално децата да учат во вакви училишта. Може би повеќе од 50 години, ништо не е реновирано. Тоалетите се на 100 метра и децата мора да одат таму и е катастрофа. Значи ништо нема, нема никаква хигиена. Родителите изминативе години во неколку наврати реагирале за условите во кои децата ја следат наставата, но до ден денеска не е ништо променето, освен една единствена просторија во која учат ученици од повеќе одделенија. Се поставува прашањето зошто релевантните институции немаат слух за ваквите проблеми во руралните средини. Жителите на Студена Бара се во паника. Како на децата ќе им помине уште една школска година во време на пандемија, посебно кога временските услови ќе бидат значително полоши од сега.